Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е членот на президиумот на Левица Здравко Савески. Господине Савески, веќе една година државава е во сериозна политичка криза, а ситуацијата меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ се чини не била наелектризирана како што е сега. Зошто сметате дека ова е добар период за појавување на нова политичка партија? Точно е дека се поларизираат граѓаните во Македонија, но поделбата не е помеѓу ВМРО и СДСМ, туку е помеѓу власта и сите останати граѓани, без разлика дали тие се членови на СДСМ или не се членови на СДСМ. Кај оние што не се членови на СДСМ, има поддршка на СДСМ во борбата против Никола Груевски и сегашната недемократска власт, но сите тие граѓани кои протестираат и кои ги поддржуваат во таа борба, нужно не значи дека премногу им се допаѓа СДСМ, нивните барања, нивните заложби и нивните идеи како да се надмине сета ова криза. Тоа значи дека општо во Македонија има едно големо незадоволство од досегашните партии и има граѓани кои едноставно очигледно не се согласуваат со сегашната власт, но тоа не е доволно за нив да гласаат за опозицијата. Едноставно не можат да заборават како СДСМ се однесуваше додека беше на власт и тоа може да ги спречи да излезат и да гласаат. Затоа ние сакаме да понудиме една нова опција, нова партија, која нема да има багаж од минатото и кој може да ги убеди оние гласачи кои не сакаат да гласаат ни за СДСМ ни за ВМРО, да гласаат за Левица. СДСМ веќе соопшти дека нема да учествува на избори кои што би се одржале на 24 април, бидејќи сметаат дека не се исполнети условите тие да бидат фер, демократски и регуларни. Каков е ставот на Левица? Исполнети ли се условите за избори и дали би учествувале на избори на 24 април? Да, услови за фер и демократски избори нема и се помалку нема во дадената ситуација, така што јасно е дека ако на 24 април се одржат избори, тие ќе бидат наместени избори на кои една авторитарна власт само си ја потврдува власта. Така што Левица дефинитивно нема да учествува на избори на 24 април во вакви услови. Господин Савевски, која е вашата целна група како партија? На кому всушност му се обраќате? Левица ќе се залага за работнички права и социјална правда, за демократизација во сите сфери на општественото живење и против национализмот и меѓуетничките бариери. Нас примарен таргет ни се обичните граѓани, оние кои губат од системот, оние кои се обесправени, кои се непривилегирани, значи едно големо мнозинство од народот, оние што не се задоволни на начинот на кој се води политиката досега, а тоа е големо мнозинство на народот. Особено сакаме да ги придобиеме гласовите на оние што тотално им пречи корупцијата која во овој момент владее во Македонија. Значи ние ќе одиме со една радикална и отворена антиклиентелистичка и антикорупцијска реторика и сакаме на работните места да дојдат оние што се најквалитетни. Спомнавте социјална правда, демократија, подобрување на условите. Како ќе го направите ова? Имате ли некаква програма? Имаме повеќе клучни поенти кои тука гледаме да ги направиме. Она што најмногу треба да се направи, накратко кажано, е да не се трошат буџетски средства за споменици, за пикање пари во джеб, туку да се пренасочат на социјалните програми. Македонија не е до толку сиромашна земја за да не може да им помогне на нашите најсиромашни граѓани и тоа планираме да го докажеме дека ќе биде така. Меѓу другото, и на линија на нашата антикорупцијска и антиклиентелистичка позиција, ние сметаме дека во политиката не смее да има место на луѓе кои сакаат да заработат за политиката. Очигледно, високите и превисоки плати на функционерите и на пратениците не се воопшто никаква гаранција да тие се ја вршат квалитетно работа. Затоа ние, кога ќе влеземе во парламентот, веднаш ќе побараме укинување на привилегиите на пратениците и намалување на нивните превисоки плати, а тие пари да бидат пренасочени во социјалните фондови. Подобра гаранција дека Левица на вистина отворено и на страната на обичниот човек од ова не може да има. Очекувате да влезете во парламентот?
очекуваме дефинитивно да влеземе во парламентот. Левица не е било која партија која се формира во овие години во Македонија. Ние имавме голема подршка како протестно движење и тоа се гледаше во процесот на собирање на потписи. Процесот на собирање на потписи е невидено комплициран и со финансиско оптоварување. Нас луѓе ни се потпишуваја без да им нудиме или да бараат контрауслуги и без да имаме финансиски спонзор позади. Да се собере на таков начин 1000 потписи воопшто не е лесно и моje прашање е колку другите партии би можеле на ваков начин како што ние ги собиравме 1000 потписи да ги соберат тие потписи, а што е показател дека Левица има голема подршка во јавност. Лани ова време улиците беа полни со луѓе кои што го изразуваа своето незадоволство од одредени политики. Сега ситуацијата не е многу променета, но она на улиците е различно, односно луѓето ги нема веќе таму. Што според вас ги врати граѓаните дома? Причините за протестирање се уште постојат и скоро воопшто не е сменето во Македонија во однос на минатата година. Но погрешната стратегија на СДСМ која се темелеше на убедување на луѓето дека веќе со потпишувањето на договорот на пржинот режимот е веќе паднат или во нокдаун и дека граѓаните веќе нема потреба да излегуваат на улици бидејќи сега на зелена маса ќе успееме да ја вратиме демократијата во Македонија. Тоа ги демобилизира граѓаните и преголемото очекување што им го наметнаа од вмешувањето на меѓународниот фактор дека тие ќе ја завршат работата за нас. Нашиот народ не е склон премногу за протестирање и вакво едно неформално убедување дополнително го демотивира да излегува на протести. Го спомнате договорот од пржина. Колку според луѓето околу Левица со него всушност адресира вистинските точки за да се врати општеството во нормала? Договорот од пржина има една голема фалинка која е причина за сите понатамошни проблеми кои настануваат во сето овој процес, а тоа што го легитимира повторно Никола Груевски како демократски фактор, а тоа е оној што ја наруши демократијата во Македонија. И одеднаш од човек кој мора поради секакви морални, кривични, правни, политички причини да поднесе оставка, тој одеднаш стана легитимен партнер во процесот на преговарање. Тоа не смееше да биде дозволено и тоа е една голема грешка на СДСМ која ја направи и кој после предизвика да повторно Никола Груевски глуми легитимен лидер на оваа земја. Амбасадорите ќе ја кажат својата оценка на 20 месецов за тоа дали се исполнети условите за фери демократски избори. Остана две прашања нерешени. Делумно испрашањето околу прочистувањето на избирачкиот список и прашањето за медиумите. Зошто овие две прашања останаа клучни за 4 политички партии кои што преговараат и се уште не се затворени? Значи, договорот на пржина требаше да ја врати демократијата во Македонија. Требаше да дозволи транзиција од еден авторитарен режим во демократија. Тој процес очигледно не се случува и очигледно наместо да се враќа демократијата во Македонија, авторитарната власт дополнително се зајакнува во овој период. Меѓу другото, слободата на медиумите е еден од темелите на демократијата. Не можете да имате слобода, да имате демократија без слобода на медиумите. Најдобар доказ дека имаме сериозен проблем со слободата на медиумите беше гостувањето на председателот на СДСМ Заев во Сител телевизија, каде што новинарот Латас преку сите цивилизацијски, да не зборуваме новинарски стандарди, се го малтретираше својот соговорник. Во такви услови, за да има слобода на медиумите и за да може да се организираат слободни услови, првиот услов, меѓу другото, е господинот Латас да се поднесе оставка како уредник во Сител телевизија. Без тоа не може да се создаде мислење во јавноста дека ВМРО ДПМН е посветен на враќањето на демократијата во Македонија. Ви благодарам многу на одвоеното време.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше членот на президиумот на Левица Здравко Савески. Довидување до следната недела.